Сколки биде вообичаено радила први од пленарен дел. Ке ни се обрати председател на Црна Гора, Северна Македонија, господин Голубовиќ, председател на Стапнска комора на Црна Гора, победите. Благодарам. Crne Gore i Republike Sjeverne Makedonije kao Почитуван председател на владата на Црна Гора, почитувани председатели на коморите на Црна Гора и Република Северна Македонија, почитувани бизнисмени, денеска присутни од Црна Гора и Северна Македонија, благодарам што ни правите вака голема чест да заедно во рамките на историската прва седница на владите помеѓу нашите две земји точно дадеме фокус со вашето присуство која е смислата на нашето постоење и функционирање, а тоа е економскиот раст, економскиот стандард на нашите граѓани кој што најреално може да се реализира токму преку бизнисот, преку деловните заедници, преку трговијата, производството на добра и услуги која што секако представува нешто кое што е одличен мост за пријателство и помеѓу нашите две земји. Ние сме денес овде присутни за прв пат со нашето ново име. Сме Северна Македонија заради тоа што направивме едно одлично пријателство со нашиот јужен сосед Република Грција, само заради единствената цел да изградиме пријателство и да отвориме економски перспективи. Се што правиме како политика и политичари, го правиме заради економијата, заради бизнисот, заради трговијата, заради работните места, заради растот на бруто домашниот производ, заради извозот од нашите земји, кој што секако на крајот представува квалитет на живот во целиот овој регион. Како земја чекориме по Црна Гора и го следиме искуството кое што Црна Гора го има. Еве, ние сме следната 30-та земја членка на НАТО. Се заблагодарувам на црногорските граѓани и на владата и на парламентот што беше меѓу првите земји која што го ратификуваше протоколот за НАТО и која што дефинитивно ги охрабри сите други во едно брзо темпо да одат со ратификацијата и веројатно за 10 месеци од потпишувањето на протоколот ќе станеме членка на НАТО. По нашето очекување тоа е веќе на почетокот на декември во Лондон на НАТО самитот. А НАТО, знаете и по вас во Црна Гора, а ние веќе во Северна Македонија чувствуваме, носи економија. Прво носи она што е најважно за сите бизнисмени, а тоа е траен мир, стабилност, сигурност, безбедност, како минимум основ да се развива бизнисот и да има деловен амбиент за прогрес и перспективи. Во такви околности, еве само земја кандидат со испорачена покана, во моментот со 13 земји кои што го ратификувале договорот, остануваат уште 16, ние во нашата земја почнавме да ги кршиме сите економски рекорди од бивша Југославија или од самостојноста на Северна Македонија до денеска. Странските инвестиции се 625 милиони евра, најдобрата година беше 2011 со 340 милиони евра, значи дупла повеќе од најдобрата година, 2,6 пати се поголеми инвестициите во 2018 година, директните странски инвестиции, отколку просекот во последните 8 години. Сето тоа покажува колку е значајна безбедноста и стабилноста, а со нашето членство во НАТО ја зајакнуваме безбедноста и стабилноста во целиот регион. Како што Црна Гора 2017 стана полноправна членка на НАТО, веднаш стабилноста и безбедноста беше зајакната и во нашата земја, а ја беше зајакната и во целиот регион. Од тогаш наваму, еве ги бројките кои што се случуваат и со нашата покана за НАТО и со нашето приближување кон Европската унија. Имаме прогрес од 5,5% на растот на бруто домашниот производ за 2 години во апсолутен износ. Односно беше минус 1,8, дошко знае бевме во длабока рецесија заради политичката криза. Ја завршивме годината со 3,7% раст.
Овој прв квартал очекуваме над 4% раст. И секогаш следиме Црна Гора. Црна Гора има 4,9 минатата година, тежнее да расте, има многу стабилен раст во севкупната економија и ние продолжуваме секако по тој пат. Ја намаливме исто и ние невработеноста, беше 27%, сега е 19,4%, кај вас падна дури на 16%. Во Берлинскиот процес ќе си помогнеме сигурно со мобилноста на работната сила во целиот овој Западен Балкан, каде што можеме буквално да понудиме капацитет на кадри, каде што една земја ги нема, ги има потребите во другите земји. Истовремено индустријата расте со 8,8%, трговијата е зголемена, севкупната трговија за 17%, извозот за 16,5%, индустријските зони има 27% раст на извоз и на увоз на стоките. Сето тоа покажува колку е важно да бидеме интегрирани, прво меѓу себе во самиот регион, а секако после тоа и во НАТО и во Европската Унија. Овие параметри само укажуваат колку е важно пред се ние да унапредиме соработката. Председателите на двете комори зборуваа овде колку тие добро соработуваат и колку големи перспективи се отвараат пред сите нас. Јас сакам да пренесам на деловните луѓе овде од Црна Гора и од Северна Македонија кои што се дојдени. Јас, Душко и нашите влади, дел од министрите се денес овде присутни, сме овде да ви служиме, затоа што вашиот успех ќе ги јакне бројките со кои што ние се фалиме. И нашата цел е да имаме политички бројки. А вие треба да имате поголем профит, сакате или не сакате, со тоа ќе отварате повеќе работни места, ќе го зголемувате извозот и трговијата, ќе расте бруто домашниот производ, а со тоа расте економскиот стандард на граѓаните од двете земји и во целиот регион. Западна Европа ќе не почитува многу повеќе ако ние ги унапредиме уште повеќе соработките овде во регионот. Знам дека конекцијата, зборуваше и Душко за тоа, но и председателите на коморите е слаба, но работиме на тоа. Еве на 29 јас и Душко ќе бидеме во Косово, заради тоа што тоа е најблиската дестинација која што Скопје со Подгорица не поврзува. Работиме на автопатските решенија, работите и вие во Црна Гора, работиме и ние во Северна Македонија. Веруваме дека Европа по линијата на конективити ќе субституира 50% од линијата авионска Подгорица, Сараево, Скопје, заради тоа што во конективити агендата и авионското поврзување е многу значајно. Затоа што деловните луѓе, дел пријатели овде од Северна Македонија, но дел и од вас, ни кажуваа дека не одвраќа од бизнис кога знаеме дека 6, 7, 8 сата треба да се патува. Иако гледаме профит, иако гледаме можности за соработка, тоа не одвраќа заради навистина голем број на часови патување помеѓу двете земји или именувањето на дестинациите до Истанбул па до Скопје или во некои други дестинации за да може да се одржат состаноците. Во нашата земја развивме програма за поддршка на инвестициите. Сакам да искористам таа можност заради тоа што еве ние може да се пофалиме од поново време имаме нова инвестиција наша македонска овде во Црна Гора, Даути Комерц инвестираше 3,5 милиони евра, отвори 40 работни места. Сакам да поттикнам и црногорските компании да инвестираат во Северна Македонија. Поддршката која што ја даваме до 50% од вкупната инвестиција во ослободување на данок од добивка 10 години, ослободување од персонален данок на доход 10 години и за остатокот до 50% од вашата инвестиција добивате субституција од буџетот. Примамливо е, затоа се вака и големи бројките на странски инвестиции. Ние добиваме повратно како држава нови работни места, добиваме раст на бруто домашниот производ и секако зголемена јавна потрошувачка и нови даноци во нашиот буџет. Економските програми се одлични, благодарение на поддршката на домашните компании кои што сме ги направиле 2018 година. Имаме дополнително домашни инвестиции од 188 милиони евра на домашните компании и јас верувам дека таквиот амбиент се повеќе и повеќе ќе се подобрува. Сакам да искористам приликата да ве поканам и да зголемите трговијата, но и да инвестирате. Затоа што ќе имате профит. Ви го гарантирам тоа, кога може да дојдат од целиот свет и во Црна Гора, и во Северна Македонија, можеме и ние меѓусебно да ги исползуваме сите убавини и предности кои што ги имаме, заради тоа што по менталитет сме исти, ние сме братски народ, лесно се разбираме,
дури нашиот македонски јазик, гледам не ги употребувате слушалките, го разбирате. Секако црногорскиот јазик е за нас поприфатлив, оти го учевме во школите, но сето тоа представува голема предност за бизнис, заради тоа што навистина представува можност да лесно кога се разбираме и лесно сделките да ги направиме. На 10-то место сме во doing business на светско ниво. Тоа значи имаме брзи процедури, кои што ги споделуваме заедно преку коморите, заедно со сите. Целото тоа е многу важно за да можат бизнисмените да се насочат на профитот, а не на административните постапки. Сакам да знаете дека кај нас владата учи од комората. Имаме интензивни состаноци многу често. Тие ги дават насоките, ние како почекори одиме во нивната реализација и бенефитот е обостран. Бизнисмените се задоволни, владата има вакви убави бројки да може да ги соопштува на секаде, заради тоа што на крајот на денот рековме благосостојбата, дури и сите политички прашања кои што се решија во Северна Македонија, се на крајот на денот заради економскиот стандард на нашите граѓани. Денеска, реков, ја имаме овде првата историска заедничка влада. Јас буквално можам да донесам и одлуки на владата заради тоа што имам мнозинство министри овде присутни. Можеме да носиме полноправни одлуки кои што ќе имаат рефлексија во Северна Македонија. Тоа само по себе кажува колку сме исповрзани во многу области. Денеска ќе се потпишат 4 нови договори кои што ќе бидат од полза на вас, деловните луѓе, но и на граѓаните на двете земји. Точно е дека трговскиот биланс ни е слаб, има голем простор да расте. Ние сме во една предност со повеќе извоз од Северна Македонија према Црна Гора, наместо увозот од Црна Гора, но сакам да ве убедам и да ве уверам дека враќаме, заради тоа што секое лето сме овде на нашето море и може би кеш плаќаме, па тоа не го евидентираат сите сметки, но во секој случај, навистина првата најблиска дестинација, како што викаме ние на нашето море, е Црна Гора. И тука сме присутни секое лето, огромен процент од нашите граѓани доаѓаат тука, заради тоа што се чувствуваат пријатно и тоа ќе продолжиме да го правиме. Не само со тоа што ја поддржуваме економијата, градиме трајни пријателства кои што помагаат во сите други области на нашиот секојдневен живот. Важиме за пример и Црна Гора и Северна Македонија на европско ниво. Вашата земја е со скоро сите поглави отворени. Колку што сум информиран, уште едно поглавје останува. Знам дека многу стабилно се движете во тој правец и пат и тоа го поздравувам заради тоа што отварањето на поглавјата не значи само правно формално зачленување. Имаше земји од Балканот кои што и на политички начин станаа земји членки. Отварањето на поглавјата и стабилизацијата во нивното имплементирање значи европеизација исто така на самата земја. Во суштина Црна Гора ја носи Европа. Овде јас сум убеден дека се повеќе и повеќе млади луѓе ќе не остануваат овде. Верувам дека ќе вратиме многу млади луѓе. Верувам дека ќе успееме да ги поддржиме адаптирањата преку дуалните образованија во двете земји, за да имаме се повеќе квалификувана работна сила за вас, деловните луѓе, за да може да одите напред и да просперирате. Моите први чекори, само и со тоа ќе завршам, како политичар ги направив овде со Бело поле, кога како градоначалник на Струмица склучивме збратимување на нашите две општини и тогаш бизнисмените веќе ги поставија односите и видовме само бенефит од оваа соработка и јас верувам дека и денешното наше присуство, посебно и честа кое што двајцата председатели на коморите ние овозможија да ги поттикнеме деловните луѓе, да сватите дека постоиме заради вас, дека се што правиме заради економијата, заради бизнисот, заради растот и развојот, ви стоиме на располагање секако за да имаме уште поголеми успеси и бројките бидат барем во следните неколку години дуплирани и триплирани заради тоа што такви потенцијали постојат. Денеска преку овие состаноци ќе отвориме и можноста за комитетите помеѓу нашите две земји. Верувам уште до крајот на летото ќе се одржат исто така овие седници и во Скопје, за да можеме дефинитивно да одиме чекор по чекор, каде што постојат одредени потенцијали и да ги предочиме пред вас бизнисмените, да ги зграбчите, за да правите профит, а со тоа да јакнете и трговијата и се вкупната инвестициона можност помеѓу двете земји.
Ви посакувам плодна соработка денеска на состаноците кои што ги имате, на билатералните средби кои што ќе ги остварите. Сметајте како и Душко, целосно и мојот кабинет, цела влада, стоиме на ваше дури лично и професионално располагање, се со конечна цел да охрабриме колку што може поголема соработка, поголема трговија и меѓусебна инвестициона активност, затоа што, како што реков, ние, вашите влади, постоиме заради вас и тука сме за да ви служиме. Фала ви за гостопримството на сите, се осеќаме навистина како дома и верувам дека овој ден ќе биде така историски одбележен како отварање на нови поглавја на севкупната соработка помеѓу Црна Гора и Северна Македонија. Благодарам.